На само 2 недели пред стартот на новата жетва на оризот, производителите се уште дома имаат непродадени огромни количини оризова арпа. Најмалку 30% од ланското производство им стои во амбарите, зашто цената што им се нуди не им ги покрива ниту трошоците. Цената беше пред изборите. Сега правиме, значи, у политиката, у земеделието не треба да има политика, меѓутоа имаше политика. Се откупуваше од 27 до 30 денара. Значи, Андрејата 30 денара, другите семиња 27, 28, значи кој е. Само што заврши изборите, оризот падна на 20 денара. Дури не го и откупуват сега. Така земеделците се ставени во една неизвестна состојба. Еве, значи, реколтата за 15 ден, значи, и новата реколта стигнува. Значи, мислам дека од 1 октомври до 5, значи, ќе се почне со жетва. Пресметките на оние кои белото злато го произведуваат покажале дека за да добијат килограм оризова арпа, тие трошат по најмалку 15 денари. За да обстанат, сегашната цена од 17 до 20 денари за арпа за нив е премала. За арпата од 25 денара да не е поевтина, најниската цена 25 денара. Натака бели ориз нас не интересира. Тие производители на бели ориз, дека си мислат тој натака како ќе го дават, што ќе го дават. Поради ова, оризопроизводителите најавуваат протести и блокади. Во колку? Еве, значи, вие као прва телевизија, кажуваме го следното. Во колку не ни скочат по сусрет, масовни протести ќе има блокади, значи, на патиштата. Барам ќе бидат следните. Оризот кој што и гроздјето и тутунот, значи, да биде на класи. Прва, втора и трета. Значи, за прва класа 30 денара, значи ќе бараме за втора класа 28 и 25 денара за трета класа. Бел ориз више нема да се продава. Значи го бараме тоа. Ние сме производители на оризова арпа, не на бел ориз. Од друга страна, новите зрна ориз веќе созреваат и наскоро комбајните треба да влезат во нивите. 99,9 е спремано се. Здравје само со Бога напред, да не фане некој град. Каква година беше, добро ли беше очекувате? Годината е добра, има и добри приноси, надеваме се, дека ќе има по просеко 800 кила по декар. Поточно по 8 тона по хектар. Па сега надаме се, под капата на Бога сме, не се знае што ќе биде, како ќе биде. Во овој дел од македонскиот исток расположиви површини под ориз се 4800 хектари со просечен принос од 25.000 тони арпа. Поради сушата годинава се засеја одвај 3000 хектари.